Ве молам само да му дадеме можност на пратеникот Јован Митревски, има збор. Благодарам, подпредседателе, почитувана министерка, почитувани пратеници, граѓани. Ако може, подпредседател. Колеги, ако сакате може да дадеме пауза ако има потреба, ако нема може да продолжиме. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, станува збор за ребаланс на буџет за 2025 година. Привршуваме со дебатата, очигледно не зборуваме со зборовите на аргументите или со бројките, туку зборуваме за нешто друго. Кога зборуваме за буџет, зборуваме за документ кој што е еден од најважните во државата, документ од кој што зависи функционирањето, целокупното функционирање на државата, почнувајќи од плати, пензии, па продолжувајќи со инфраструктурни проекти, се што значи прибирање на пари од граѓаните, од компаниите и се што значи трошење на парите на граѓаните и на компаниите. Кога зборуваме пак за ребаланс на буџет, тогаш би требало по логика да станува збор за промена на тоа што првично било планирано и тоа во делот кој што не се остварува или во делот кој што се остварува со поголема динамика или пак кога во државата се случуваат работи за кои што се бара некаква реакција за обезбедување на средства. Кога го носевме буџетот, зборувавме за проекции, дали тие ќе се остварат или не, зборувавме за проекции на Министерството или на владата, зборувавме за проекции на Народната банка, зборувавме за проекции на Светска банка, контриравме со аргументи, меѓутоа денес кога зборувам за остварување на буџетот, а во прва смисла на остварување на приходите во буџетот, ќе земам параметри кои што ги добиваме, а значат извршување на буџетот заклучно со месец мај оваа година. Ќе почнам со даночните приходи. Во буџетот и ребалансот планирани се даночни приходи во износ од 319 милиарди 201 милион денари. Значи, како што било во буџет, така и во ребаланс, значи не се планира никакви промени. Од она што го гледаме како извршување или наплатата на приходите во првите 5 месеци, може да се види дека таа е во износ од 120 милиарди 610 милиони денари. А ако продолжиме со ова темпо на прибирање на даночните приходи, значи во преостанатите 7 месеци, со исто темпо, иако не очекувам да биде со исто темпо, бидејќи пред нас предстојат избори, а имајќи ја во предвид состојбата на тоа што било претходно кога се случувале избори или замрување на економската активност, значи може и ова досегашно да не биде остварено со такво темпо како што е. Меѓутоа, под предпоставка дека еве вака ќе се остварува, до крајот на годината од планираните 319 милиарди 200 милиони денари ќе се остварат даночни приходи во висина од 289 484 милиони денари. Значи тоа некаде би било промашување во планирањето на даночните приходи 29 милиарди 700 милиони денари или од прилика 483,5 милиони евра. Неданочните приходи во буџетот и во ребалансот се планирани, уствари во буџетот на 24 милиарди денари, во ребалансот на 28,600 милиарди денари, значи планирано зголемување. А ако се гледа наплатата, значи таа споредба правам не со проекциите, бидејќи очигледно не може да се разбериме, ако ја гледаме наплатата во првите 5 месеци, таа била 9 милиарди 900 милиони денари, или со ова темпо до крајот на годината за преостанатите 7 би завршиле на 23 милиарди 789 денари, или промашување од 4 милиарди 819 милиони денари, или промашување од 78 милиони евра. Ако гледате реализација на купните приходи и даночните и неданочните, некаде до крајот
на годината, во збир, промашувањето би било околу 560 милиони денари. Ако гледате наплата на придонесите од социјално осигурување, значи тие што се поврзани с придонесот за пензијско-инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување, за првите 5 месеци има реализација од 45 милиарди денари. Планирани се купен износ од 117 милиарди, со ова темпо до крајот на годината би се оствариле во износ од 108 милиарди денари, што значи тука, само тука би имало потврдување или помалку на плаќање на приходите од придонеси за 136 милиарди, за 136,4 милиони евра. Јас знам дека не ви е интересно кога се зборува со бројки, меѓутоа ова е реалноста и мислам дека кога зборуваме за буџет и ребаланс треба да зборуваме со бројки. Сега замислете, ако 136 милиони евра помалку ќе наплатиме придонеси од она што е план. Ако тие се од прилика 30%, значи во следните 7 месеци, од маја веќе 1,5 помина, ние треба да исплатиме повеќе бруто плата во износ од 450 милиони евра. Тоа значи или да има нови вработувања, или на постоечките да им биде зголемена плата. Еве предпоставка, ако бидат нови, значи 65.000 работници веднаш, не од денес, од минатиот месец, извинувам, од јуни, кои ќе добиваат плата од 1000 евра бруто плата. Тоа е 65 милиони евра. За 7 месеци тоа е 455 милиони евра, она што го кажав претходно. Значи, за да се оствари ова, 65.000 работници од минатиот месец треба да добиваат бруто плата од 1000 евра, за да оствариме 135 милиони денари, 135 милиони евра придонеси, за да се оствари она што е напишано во буџетот, односно во планирањето на приходите од придонеси. И сега, ако буџетот во структура содржи приходи и расходи, и ако приходите се поголеми од расходите суфицит, и ако приходите се помали од расходите дефицит, тогаш ние прво треба да утврдиме колкави ќе бидат приходите. Ако ова износ од ваков на утврдување на приходи, тогаш ние, почитувани колеги, овај ребаланс треба да го вратиме назад, затоа што не може да зборуваме за трошоци понатака, кога ова што е напишано како приход не е можно да се реализира. Јас прашував за буџетот, еве, тука е министерката, може би ќе одговори. Контото 721, предприемачки приход и приходи од имот. Во буџетот биле планирани 260 милиони денари. Во ребалансот 3 милиарди 270 милиони денари. Значи 3 милиарди денари плюс. За да нема шпекулација, го барам одговорот. Значи, за да нема шпекулација. Бидејќи во аналитика, нормално, во предприемачки приход или во синтетичкото 727 влегуваат и приходите од продажба на добра и услуги, приходите од закупнина и користење на имот, приходите од дивиденди, од концесии и така натака, да не шпекулираме. Значи, прашањето е, од каде плюс во буџет ќе влезат 50 милиони евра, по кој основ, односно од кој од овие приходи. Прашував минатиот пат исто на заменикот министер, други владини услуги 724, во буџет планирани на 7 милиарди и 600, во ребаланс 8.800. Никој не кажува по кој основ, од каде овие други владини услуги, така наречени, во контото 724 ќе се приберат и по кој основ. За да зборуваме понатака како ќе се трошат парите кои што се собрани и дали овај износ на буџетски дефицит е реален или не. Секако, врз основа на овие бројки понатака продолжуваме или сите продолжуваме да зборуваме и за трошоците во буџетот. Само за
една илустрација, бидејќи станува збор за сериозен документ, за документ од кој што зависи целокупното работење на државата и тоа што планираме да го правиме во следниот период или да го оставиме на идните генерации како наследство. Овде има повозрасни, односно пратеници со подолг стаж. Ние зборувавме за дупка во пензискиот фонд кога била 300 милиони евра, 400 милиони евра, 500 милиони евра и цело време зборуваме за дупка во пензискиот фонд. Овој пат трансферот од буџетот или дупката во пензискиот фонд е 800 милиони евра, 48 милиарди денари. И бидејќи претходно некој зборува дека овој буџет е и развоен буџет, замислете каков буџет имаме, почитувани колеги, најсериозно што гласаме и што оставаме за следна година или за следни години или за следни генерации. Ние имаме 48 милиарди денари трансфер до фондот за пензиско, за да се исплаќа пензија, и имаме 47 милиарди денари вкупни капитални инвестиции. И ние зборуваме за развој на државата и зборуваме за развоен буџет. 1 милиарда денари, 15-16 милиони евра во буџетот има помалку за капитални инвестиции вкупно. Сите, и градежни работи, и други градежни, и реконструкции, и опрема, и машини, и возила, и се што влегува во капитални. 1 милиарда денари, 15,5 милиони евра, помалку отколку што имаме трансфер во буџетот. И мислам дека тоа треба сите да не загреши. Еве ги и другите трошоци кои што се напишани, иако не сакам да зборувам, бидејќи нема логика да се зборува за трошоци кога ова што е планирано како приход врска нема со реалноста. Еве за тоа што е напишано во ребалансот. Контото 400 патни дневни трошоци земе. Дневници, патни трошоци, дневници за службени патувања. 2024 биле 838 милиони. Знаете какви драми имаше за 800 милиони тогаш од вас како опозиција? Ама денес никој еден збор не кажа дека тие се зголемени за плюс 100 милиони денари. Абе еден збор. Да кажете зошто се тие зголемени плюс. Или што е тоа што се случило во државата, за тоа што вие сте го критикувале кога било 800 милиони, сега зошто е 900, еден збор никој не кажа. 425 отворете. Договорни услови. Знаете, се сеќавате, сега може би и вие спешно. Се сеќавате што правевте кога се носеше буџетот за 2024 за износ од 50 милиарди денари? 56 милиарди, 6 милиарди денари, 100 милиони евра плюс. Абе еден збор да кажевте зошто 100 милиони евра плюс има во договорни услови, еден збор. Заради ова има 6 милиони. Ама никаде ве нема. Овој буџет бил развоен. Други тековни расходи. Овие не биле малку 2 милиарди и 800 планирани во буџет, во ребаланс уште 153 милиони, уште 2 милиони евра плюс. Други тековни расходи. Знаете која е најголема ставка таму за жал? Репрезентација. Ама 2 милиони евра во ова турена држава, ваква, таква, каква што ја наследивте, за се може да нема пари, ама за репрезентација може да има плюс 2 милиони евра. Никој не кажа ни еден збор. Отворите 427 привремени вработувања. Драми правевте, драми за 250 милиони за буџетот во 2024 година. Сега се 367 милиони или 116 милиони денари повеќе од тогаш. И за ова како и досега ниту збор. Сега например за купување мебел се луксузирале функционерите, канцеларии и опремуваре, кога бил износот 74 милиони денари. Со ребалансов е 145 милиони денари. Сега за грејавата министрите, кои што има дупло повеќе пари од тоа што било 2024, ама вие нормално нема што да кажете и најверојатно и затоа со исклучок на неколку колеги се откажавте и од зборување или бранење на ова што значи ребаланс на буџетот. Купување возила. Со нормално автобусите кои што се планирани во вредност од 5 милиони евра, барем тоа што е напишано во образложението на буџетот. Во 2024 биле 135 милиони денари, во 2025
25-та ребаланс сега. Значи од 135 на 900, 770 милиони денари плюс. Еве ги тргам тие 300 за тоа што значи еколошки автобуси за потребите на градот Скопје и нормално другите градови. Абе, 10 уште 5 милиони евра. 5 милиони евра плюс има за возил. И сега јас треба, ако го користам вашиот речник, тоа што зборувавте, сега треба да зборувам, министрите се луксузираат, министрите луксузни коли, министрите не ги гледаат граѓаните дека не можат крај со крај да сврзат. Ама денес ни за тоа ниту збор да кажем. Да не зборувам за тоа што значат владините програми напишани, затоа што да се крати, еве ќе дојде за брзо есен, да се крати од загадување, значи заштита на животна средина скратени 209. Управо намалување на загадување, програмата намалување на загадување 10 милиони евра помалку. Значи зашто да зборуваме понатака за трошоците? Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, ние и вие и сите заедно и граѓаните најдобро знаат дека ситуацијата економски во државата не е добра. И дека и цените растат, и дека ни се случуваат работи во континуитет, и вие наместо да ги запрете, вие само делувате како некој катализатор, ги продолжувате понатака да бидат лоши. Понесовме неколку закони наши, кои што има искрена цел да ги намалат трошоците за живот или да се намали на нула, да се избрише ДДВ-та за прехранбените производи. Понесовме закон за зголемување на минимална плата. Понесовме закони за зголемување на сите плати, ги одбивте. Ги одбивте сите. Понесовме закони вие што сте ги пишеле во вашата програма, кој што сте излегувале пред граѓаните и сте ја барали, сте ја добиле довербата и нив ги одбивате. Мислам дека помина времето на изговори не заради една година, заради овој ваш начин ваков на однесување. Треба да размислите како оваа држава, вие како одговорно најголемо мнозинство во моментов треба да се движи во следниот период. Овој буџет, ви кажав на почеток, овој ребаланс, ако ние сме пратеници кои што цениме што добиваме како документ, кога ќе ги видевме приходите, требаше да го вратиме одма назад. Ако гледаме каде треба и ако стварно сакаме оваа држава да се движи во тој правец со кој што сакаме, за да ни останат и децата и сограѓаните и сите оние кои што ја сакаат државата да останат да живеат овде. Ама да зборувате дека се било лошо што сте наследиле, а во исто време, да, довикувајте се беше лошо. Се беше лошо. И ако беше се лошо, во исто време да платите 780.000 евра за 2 тендери за сликање, фотографирање и монтажа на видеа за реклама на премиерот и така натака, тогаш не може тоа да зборувате. Или се не чини, па не може да се троши за ова, или пак не било така како што зборувате, за да трошите 780.000 евра за сликање, филмови, снимање и монтажи и така натака, или пак да потрошите 400.000 евра за тендери, за да видите дали граѓаните биле задоволни, незадоволни од вашето владење. Овде ќе завршам. Ние ваков ребаланс нереален, ребаланс кој што не може да се оствари, ребаланс кој што не носи напредок, ребаланс кој што не е за граѓаните, нема да поддржи. Благодарам. Благодарам.